Вести на Канал 8. Добар ден. Пожар пепло са куќа во Кочани. 4-членото семејство Андови остана на улица. Пламените јазици многу брзо го зафатиле целиот кат на куќата и од него не остана буквално ништо. Огнот го гасела пожарната од Виница, од и Кочанската дошла без вода. Во солзи раскажуваат сопствениците на куќата. Само чат, пепел и изгорена покукнина остана на 4-членото семејство Андови од нивното скромно семено огниште. Катот од нивната куќа на улицата Вера Попова сосема изгоре во пожар што избувнал во неделата вечерта околу 23 часот. Пожарот, што сопствениците претпоставуваат дека е од необјаснив спој на електрични кабли, причинил голема материјална штета. Ништо не остана од вториот кат на куќата, каде живееја Димче и Евица Андови со нивните две малолетни деца Никола и Јован. Благодарни се што спасија жива глава и сите се добри. Од огнената стихија била страшна и прва ја забележала мајката на децата. Во солзи раскажува Никола Андов, собственикот на куќата, татко на Димче Андов. Однашка она станала, усетила дека нешто мириши. Така на врат, као Димче, мене како да ми нешто мириши. Шо ма ти мириши? Па вика така нешто, вика мириши ми. Поздрав днешка, абе Димче оди разби дека мириши. Видат, погледнал напар, саварено даваше изјава на овие на полиција, таа изјава даваше, таа иста јас ќе кажам и она. И кој вика, видиме дека само како ожарена лампи, беше кај мене спато беше целиот село ламперија, тоа прокасна ламперија горе, беше према. Пожарено тоа на самна ќошо на спалната, право на исток, око пожарено. И додека го приметила тоа пожарно, и тоа е пламенот и оно е горе горел, да не ме сваќате. Тавано е горел горе, а он после е спуштил доле на спрато тоа и оно природата ги зима децата на збирана, свесна, домаќинка, интелигентна, писмена, со факултет, женичка, зима децата и навлека, бута ги доли и вика по нас, бегајте, куќата горе, бе. И тогава се паниката створи. Чудно е, додава Андов, што се случило спој од инсталацијата на долниот дел од куќата е доста постара отколку на катот каде се случил пожарот. Се било направено на ново и од почеток, а во моментот немало ни преоптеретување на струјата. Комшиите што го забележале пожарот веднаш претрчале на помош, но сопствениците се крајно незадоволни од противпожарната служба во Кочани, што не само што доцнела околу половина час, туку и дошла без вода. Огнот го гасел Виничката противпожарна служба, која спречила да се прошири на долниот дел и на соседните куќи. Зе пожарната, некадрна беше. Значи не по-некадрна пожарна, не може да биде. Вика, ние немаме вода. Тај ден зет ми нам викам, беше добро, зошто ви додоте? Ќе ме се ќе напунеме, вика, ќе дојдеме. Арно кога дигнат цревот, оно цревот тече. Цревото тече глогото таму, унде која жена ударили водата, и после се свесте, басна пак снаата, и пејува и внук, он, некој другарче у Виница, па преко полицијата, она лего цигузо, полицијата мора да се пратете едно возило на улица број таа и таа, а пожарната ни горе куќи на тајата. И дојдоа човеците, колку толку спасија. Мисля спасија, барем надолу да не спушире. Оно другото, ако не бе и они, беше и долек се спуши тук и овако ќе изгореше таму. Овие луѓе спаднаа феро таму, 2-3 црева у куќија. Прскат на кени, прскат нам, прскат да не се пошири. Пламените јазици за 20 минути проголтаа се што семејството Андови создале за изминативе 30 години. Апел до надлежните институции и до сите хумани граѓани, доколку се во можност да им помогнат. Направената штета доправа ќе се утврдува. Жестока кавга што се случила викендов за малку ќе прераснела во инцидент меѓу пациентка од Кочани и лекар-специјалист од Штипската клиничка болница. Причина за заканите за физичка пресметка била нервозата што се создала откако жената која требало да добие ортопедски преглед била препратена на друго оделение. Наместо да биде прегледана од лекар-ортопед во клиничката болница во Штип, пациентка од Кочани викендов била препратена кај хирург. Шетањето по болничките одделенија и губењето драгоцено време предизвикало револт кај жената и во еден момент била упатена закана за физички напад кон лекарот. Инцидентот се случил во кабинетот на специјалистот хирург, откако тој се обидел на најблиските на пациентката да им го објасни протоколот за нејзино лекување.
Предходно по извршен преглед од лекар-интернист од Кочанската болница, а поради проблеми со болки во ребетот, жената била испратена на натамошно лекување на ортопедското одделение во Штипската клиничка болница. По прегледот, ортопедите ја упатиле на хирургија, бидејќи како нуспојава, пациентката имала нарушени здравствени проблеми со бубрезите и стомачната шуплина. Почитувањето на протоколите за лекување и шетањето по болницата предизвикало излив на нервоза кај синот и ќерката на пациентката, пошто тие упатиле крајно навредливи и недолични зборови кон лекарот. Во еден момент имало и закана дека ќе го истепаат, поради што тој го повикал болничкото обезбедување. На помош дошла и полицијата, која го евидентирала случајот во кој не се оствариле заканите за физичка пресметка. Според информациите од полицијата, ќе бидат преземени соодветни законски мерки за расчистување на случајот. Децата од предшколска возраст и од почетните оделенија во основното образование од Кочани се вклучија во караванот на платформата Револуција во исхраната. На летната сцена кај Центарот за култура преку забава и практична работа, тие се запознаа со важноста од добри училишни програми за здрава исхрана. Кочани е третиот град во Македонија во кој гостуваше караванот Food Revolution, иницииран од фондацијата на светски познатиот готвач Джейми Оливер. Пред најмладите од детската градинка и од основните училишта во градот беше представена идејата на платформата со која се пропагира здравата исхрана. Активноста е дел од меѓународното движење што се организира во 72 земји во светот со преку 2000 настани. Со забавна програма и практично вклучување во подготвувањето на храната, на дечињата им беше представена идејата за платформата Револуција во исхраната, во која досега се вклучени над 1 милион луѓе. Идејата е да се направи едно светско движење каде што јавно ќе се подигне свеста за децата да конзумираат здрава храна преку вклучување на децата во самиот процес на готвење на храната и исто така да се понуди здрава варијанта за замена на она што им е омилена нездрава храна, нели сендвичите да ги замениме со поздрава варијанта на сендвич, нели. Таа е салатата виножита. Караванот на платформата Револуција во исхраната досега гостуваше во Скопје и Кратово, а после Кочани заминува за Делчево, како и во останатите градови во државата. Освен промотивниот настан, ќе следуваат и нови активности во пропагирањето на здравата исхрана меѓу најмладите. И она што е ново е што во сите градинки преку министерството, тоа е на ниво на целата држава, ќе се формираат зелени корнери и различни органски градини каде што дечињата ќе учествуваат во процесот на растење или на храната на садење, понатака таа храна ќе ја конзумираат они во нивните ужинки и салати, така што целото ова движење прерасна во еден преубав проект. Промотивните настани во секој град домакин се организираат во соработка со локалните самоуправи. Домакин на гостите и волонтерите од фондацијата кај нас беше општина Кочани. Почнувајќи од оваа недела се воведува проектот за самовработување со кредитирање за млади невработени лица до 29 години. Условите под кои може да се добијат кредитните средства се за кредитобарателот по 7.000 евра, а за секое новоотворено работно место дополнителни 4.000 евра, при што ќе се финансираат проекти со најмногу 5 работни места, односно до 23.000 евра. Како поволност во новата мерка е рокот на враќање на средствата што изнесува 7 години, односно период на отплата 66 месеци или 5,5 години и грејс период од 18 месеци или 1,5 година. Каматна стапка од 1% на годишно ниво, сопствено учество на корисникот на кредитот од најмалку 20% од износот на бараниот кредит во вид на опрема, предмети или пари, гаранција за поврат на средствата со хипотека во однос 1:1 со одобрениот кредит или сопствена меница авалирана од најмалку 1 авализ за кој правата и обврските по однос на истата се уредени со менична изјава дадена во форма на нотарски акт и со извршна клаузула или рачен залог во однос 1:2 во износ на одобрениот кредит. Пријава може да достави правен субјект, микро и мало предпријатие, кое регистрира најмалку 1 година, има најмалку едно вработено лице, минимум 3 месеци пред денот на објавување на јавниот оглас и кое воедно не го намалил бројот на вработените во последните 6 месеци. Пријава може да достави и невработено младо лице до 29 години кое е евидентирано во Агенцијата за вработување како лице кое активно бара работа, лице со статус 200 најмалку 1 ден пред објавување на јавниот оглас и не бил во работен однос најмалку 3 месеци до денот на објавувањето на јавниот оглас.
Кредитот ќе изнесува 4000 евра во денарска противвредност по едно новоотворено работно место со максимален износ до 12.000 евра за вработување на 3 невработени млади лица до 29 години. Правниот субјект при пријавувањето е должен да е регистриран најмалку една година до денот на објавување на јавниот оглас, на денот на пријавувањето да не е во стечајна постапка и ликвидација, да ги има подмирено сите даноци и придонеси и да има остварено добивка во 2013 година. Заинтересираните барање за кредит може да поднесат до 18 месецов по подрачните единици на Агенцијата за вработување во Кочани и Виница. Според податоците на Државниот завод за статистика, индексот на трошоците на животот и индексот на цените на мало во мај годинава во однос на претходниот месец изнесува 0,3%. Најголемо покачување на цените било регистрирано кај свежото овошје, белите печива и конзервираната риба, како и кај обувките и течните горива. Порастот на индексот на трошоците на живот од 0,3% во мај 2014 во споредба со претходниот месец е резултат на повисоките индекси на свежото овошје за 3,5%, на другите пецива за 2%, на свежиот зеленчук за 1,5% и на конзервираната риба за 1,2%. Исто така, пораст на цените имало и кај сувото овошје за 0,7%, кај конзервираните месни производи за 0,5%, на преработките од млеко за 0,4%, потоа кај рибата, шеќерот, джемот, чоколадите и другите кондиторски производи за 0,3% и другите неспомнати прехранбени производи за 2,2%. За порастот на индексот на трошоците на живот придонело и покачувањето на цените на обувките за 3,7%, потоа на авионскиот превоз на патници за 2,9%, течните горива за домаќинствата за 1,9%, течните горива и мазивата за 1,7% и на цврстите горива и здравствените услуги за 0,5%. Извесно намалување на индексот на трошоците на живот во мај во споредба со април е забележано само кај маслото и маснотиите за 1,1%, кај јајцата за 1%, трајните колбаси за 0,5% и кај тестенините и безалкохолните пијалоци за 0,3%. Во мај исто така намалување на индексите на трошоците на живот е забележано и кај средствата за рекреација и култура за 3%, кај фармацевските производи за 0,6% и кај средствата за чистење и одржување на домаќинствата за 0,2%. Индексот на трошоците на живот во мај оваа година, спореден со истиот месец минатата година, бележи намалување од 0,6%, додека пак индексот на цени бележи намалување од 0,7%. Петдневна незаборавна турнеја во Република Романија за фолклористите од културно-уметничкото друштво Руен од Кочани. На меѓународниот фестивал со надпреварувачки карактер, кочанските фолклористи ја освоија специјалната награда. Од 29 мај до 2 јуни незаборавни денови за фолклористите од културно-уметничкото друштво Руен. Успешно го презентираа македонскиот фолклор во градот Инсуратеј, Република Романија и се вратија со освоена највисока награда. На тој фестивал имаше голем број учесници од повеќе земји, меѓу кои Молдавија, Украина, Русија, Бугарија, Турција, Србија и од Македонија културно-уметничкото друштво Руен од Кочани. Фестивалот беше од надпреварувачки карактер. Имаше жири комисија составена од 4 члена, меѓу кои етнолози, музиколози и кореографи. Посебно што сакам да нагласам е тоа дека културно-уметничкото друштво Руен од Кочани се врати со најубавата награда, односно со специјална награда доделена од жири комисијата. Ние имавме вкупно 2 настапи. Едниот настап ни беше во сала, другиот ни беше на градскиот стадион. Се представивме со женско крстено, жетварска потрчулка, Ратевка, Беровка и уште не знам кој друго таму оро беше, бидејќи не беше времето ограничено, така да, како што реков, имаше повеќе ансамбли, ни беше дозволено негде околу 10 минути да имаме вкупно настапување на двата настапи. Освен дружењето и настапите, фолклористите имаа можност да посетат и некои културно-историски знаменитости на градот Инсуратеј и Браила, зоолошката градина, православни цркви, како и крестарање по Дунав. Фолклористите од Руен во февруари годинава остварија успешна турнеја во градот Велика Кладуша во Босна и Херцеговина, а во април беа за Чинерчик, Република Турција.
Освен неколкуте планирани настапи во Македонија, на кочанските фолклористи им престојат патувања и турнеи и учество на меѓународни фолклорни фестивали во Грузија и Австрија. Исполнет викенд и за фолклористите од Кочани. Настапија на фестивал во Радовиш и Скопје. Во организација и на покана на фолклорниот ансамбл Бучимо од Радовиш, во саботата фолклорниот ансамбл Кочани настапи на фестивалот Оро Весело по повод манифестацијата Денови на Радовиш, што секоја година се организира за празникот Света Тројца. Освен кочанските фолклористи, настапија и фолклорни друштва од Литванија, Бугарија, Србија и Турција, како и домашни ансамбли од Радовиш и Македонија. Тоа е детски фестивал за најмалите групи од фолклорниот ансамбл. Секоја година уназад едно 10 години настапуваме таму. Се представија со две групи водевме, најмалите и малку поголемите, со Повардарие и Троп на Лоро. Се представија во добро светло. На фестивалот му претходеше фолклорно дефиле низ улиците, а кочанските фолклористи беа примени и од градоначалникот на Радовиш. Во неделата пак учествуваа на фестивал во Скопје. Тоа беше настап пред манастир Света Тројца во Бардовци. Населбата имат слава тогаш и по покана на етнос настапивме таму, заедно со нив се представивме со Повардарие, Жетврки и Источна. Скопскиот фестивал не беше со меѓународен карактер и настапија само кочанскиот фолклорен ансамбл и скопскиот етнос. Соработката на фолклорниот ансамбл Кочани со Бучимо од Радовиш и етнос од Скопје е од поодамна и често организираат заеднички настапи. Во 2014-тата кочанските фолклористи реализираа успешни турнеи во Унгарија и Бугарија, а до крајот на годината им престојат и други, меѓу кои и Турција. Во вторник 10 јуни со почеток во 12 часот во етно куќата во Кочани ќе биде промовирано делото Полаки од авторките Илинка Атанасова и Љубинка Ајтовска. Промотор ќе биде доктор Зоранчо Малинов, директор на Институтот за фолклор Марко Цепенков од Скопје и професор на Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Монографијата за Полаки е издание на општина Кочани. И за крај спортската информација. Женскиот фудбалски клуб Кочани викендов и официјално стана шампион. Детските екипи на фудбалските клубови Кочани и Зарновка беа дел од завршниот турнир во Скопје. Женскиот фудбалски клуб Кочани го постигна најголемиот успех во историјата на кочанскиот фудбал. Го освои шампионскиот пехар во сезоната 2013-2014, обединувајќи го со титулата од купот. На Никола Мантов се беше подготвено за славие уште в пресрет на последното 22 коло. За да се стави точка на фантастичната победничка серија, требаше да се победи Ас Юнайтед, противникот во последното сезонско коло, иако работата беше завршена и без тие бодови. Неочекувано, гостинките од Струга пружија силен отпор и го внесоа надпреварот во неизвестност, откако на полувреме водеа со 2:1. Кочани брзо успеа да се консолидира и да стигне до убедлива победа од 6:2. Победничкиот пехар прва го крена капитенот Ана Веселинова, а го додели и председателот на Фудбалската федерација на Македонија Илчо Ѓоргиевски. Убаво е да се видат овие млади девојки кои што како играат фудбал. Најпрво успех е за нив голем освојувањето на овој шампионски пехар, победници на шампионатот на Македонија за 2014 година. Честитки од мене, се надевам дека ќе продолжат да работат вака, ќе бидат посветени на тимот, на екипата, им посакувам многу успех во надпреварувањето во Лига на шампиони. И нормално се надевам дека од година во година ќе раснеме сите заедно и женскиот фудбал заедно со машкиот дека ќе бележиме подобри резултати. Ова е втора шампионска титула на женска екипа од осамостојувањето на Македонија. Агроопрема една сезона се искачи на тронот во кошаркарското првенство на Македонија. И ЖФК Младост Иднина С од Оризари во последното коло со победа се прости од годинешната успешна сезона, победувајќи го Борецот Велес со 5:3 полувреме 3:1. Надпреварот не се одигра на игралиштето во Оризари, туку во Чешиново.
Континуирано, поддржувајќи ги локалните екипи во походот кон врвни спортски достигнувања, Канал 8 на фудбалерките и стручниот штаб на ЖФК Кочани им го честита освојувањето на титулата, а на иднина са извонредниот пласман во годинешното првенство. Викендов на фудбалските игралишта на ФАФАМ во Скопски аеродром се одржа завршниот турнир за детските фудбалски екипи во Македонија. Учествуваа Кочани и Зрновка. Кочани настапи со две екипи и тоа во генерација 2002 и 2003. И едните и другите беа елиминирани уште во најраната фаза од турнирот. Генерацијата 2002 беше поразена од Битола со 1:5, додека генерацијата 2003 загуби од Работнички со резултат 3:5. Зрновка, иако имаше подобар настап, немаше среќа во четвртфиналето, каде налета на мокниот Вардар. Екипа со одлична организација и талентиран младински погон, што беше причина за убедливиот пораз од 1:7. Заврши понеделничкото издание на вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Пријатно.